Борбата против корупцијата е глобален проблем, бидејќи таа е присутна и во богатите и во сиромашните држави, иако доказите покажуваат дека корупцијата несразмерно повеќе ги повредува сиромашните луѓе. Уште од средината на 1990-тите, Генералното собрание на Обединетите нации низ различни резолуции ја потенцираше својата загриженост за последиците од корупцијата врз општествата, пред се врз нивната стабилност и безбедност. Корупцијата ги подкопува институциите и демократските вредности, ги минира етичките норми и правдата и глобално го загрозува виталниот развој на државата и владењето на законите. Директно ги напаѓа демократските институции и го искривува изборниот процес, извртувајќи ги законите и создавајќи бирократски мочуришта, чија основна цел за постоење се уцени. Македонија е една од државите кандидатки за влез во Европската Унија, но 6-та година поред никако не може да добие преговори за членство во истата. Главниот проблем кој што се посочува во државата е високото ниво на корупција кое е распространето во сите сфери на општеството. Македонија покажа можност да се справува со корупцијата на пониско ниво кога станува збор за администрацијата на полицијата или царината. Но комисијата предупредува дека високите структури на корупција при трошењето на јавните набавки и јавните средства се уште се чинат недостижни. Иако Државната комисија за спречување на корупцијата дава максимален напор да се спротивстави на оваа појава, не може да се изземе фактот дека истата е под големи политички влијанија и со тоа се посочува на моментот дека корупцијата не сака да биде контролирана. Според истражувањата, граѓаните ја лоцираат најмногу корупцијата во администрацијата, во судството, во медиумите и кај пратениците. Од друга страна пак, македонската влада тврди и убедува дека е отворен широк фронт за борба против оваа појава. Во овој контекст, во корист оди и рангирањето на Македонија на 69-тото место на листата на Transparency со индекс на корупција 3,9, што ја става Македонија речиси на иста позиција со Италија, но оставајќи ги далеку зад себе и некои од членките на Унијата, како Романија, Бугарија, Грција, но и аспирантките, како Албанија, Србија и Црнагора. Кога станува збор за воспоставување на систем на мерки за борба против корупција од аспект на законодавството и создавањето на потребните институции, тука имаме постојани реформи. Од 2000-та година наваму, од донесувањето и на Законот за спречување на корупцијата, ратификување на основните конвенции од Советот на Европа, Казнената и Граѓанската конвенција за борба против корупцијата, членството во ГРЕКО, ние сме во постојан процес на реформирање и менување на нашите закони. Неколку пати го менуваме кривичниот законник, создадовме нови институции за борба против корупцијата, антикорупцијската комисија е само една од нив, посебно јавно обвинителство за борба против корупцијата и организираниот криминал, финансиската полиција, управата за спречување перење пари. Значи, тој процес на реформи е постојан и трае во целиот овој период, така да и сите евалуации кои што се прават за состојбата со системот за борба против корупција во Република Македонија ги содржат тие заклучоци дека во таа реформа ние сме создале добра правна рамка и сме создале солидна институционална рамка, но сето тоа треба сега натаму да се продолжи да се работи. Правната рамка треба да се имплементира како што е поставена, значи основниот наш проблем е во имплементацијата и институциите треба да се зајакнат и да им се дозволи да работат независно и професионално со сите потребни ресурси за да можат да си остварат својата задача. Во кој сегмент на општеството според вас е најраспространета корупцијата? Во кој сегмент? Па мислам дека во образованието. Корупција? Па сегде сите пореја, например, во факултет, универзитетски. Сигурно е корупција застапена за влада, за политика, тоа да не прамува, сега кога е застапено. Сегде, мислам, и ја би бил корумпиран, што да не. Не можам да одберам, мислам дека е сега. Кади да помислиш сега да има корупција? Според мене, можеби не сум во право. Имаме сериозен проблем со судството, што Република Македонија на последното истражување
на глобалниот барометар за корупцијата имаше најлош резултат во однос на проблемите со корупцијата во судството од сите 89 држави кои што беа опфатени со тоа истражување. Тоа е многу сериозен индикатор и ние секојдневно овде во нашата канцеларија добиваме поплаки од граѓани за состојбата во судството и сметам дека тоа е клучниот проблем. Државата мора да воспостави гаранција за владење на правото. Постојано со менување на власта се менуваат луѓето кои што биле обучени да работат на една материја. Се носат нови, независно од нивните компетенции, значи компетенцијата, знаењето, професионализмот не е критериум за поставување на некого на одредена позиција или одредено работно место кое што ќе треба да се занимава со оваа работа, со борбата против корупцијата. И тоа е нашиот најголем проблем. Косово, најмладата држава во Европа, има огромна стапка на корупција, која произлегува од фактот дека процесот на градење на државата е се уште во тек. Европската унија постојано ги притиска првите луѓе од власта, потсетувајќи ги на високото ниво на корупција, судир на интереси и милионски злоупотреби. Додека Приштина се обидува да направи генерален ремонт на сопствениот политички систем, во обид да ја врати довербата од меѓународната заедница. И додека официјален Брисел почнува да покажува знаци на нервоза поради спорото поместување на работите на Косово на тема корупција, останува фактот дека косовски политичари на високи функции, меѓународни представници и шефот на Централната банка биле уапсени и осудени, што никогаш порано не се случило во која било друга земја од регионот. Официјално, близу половина од граѓаните на Косово живеат со помалку од 3 евра дневно. Бруто домашниот производ на Косово е понизок од оној на Папуа, Нова Гвинеја. Наталитетот меѓу највисоките во Европа, а невработеноста на младите луѓе е близу 75%. Проблемите се многу големи, но аналитичарите велат дека на Косово постои волја за решение. I believe that the neighbours of Kosovo share many of the problems of Kosovo when it comes to corruption. When I say neighbours, I'm not talking just about the Western Balkans, but about southeastern Europe as a whole. I don't think it is helpful to try and rank Kosovo amongst the neighbours because so many of the problems are of a regional nature. What is important is that a recognition that the political differences in the Western Balkans are being exploited by criminals. Jo, shumë pak luftohet, shumë pak. Edhe nështë edhe rezultate s'ka, që pak luftohet. Se t'i luftu ma shumë 100% kish pas rezultate ma të mëdha. Në flasëm spekrasoj me Evropën, me shumë shtete tjera që sin në jena larg. Kosova nuk besoj që e lufton korrupsionin për shkak se ka një shoqëri korruptune. Të paktën ashtu po duket, për shkak se janë disa është organizuar një apo është thurë një klan i papërgjithshëm të cilët nuk po e luftojnë korrupsionin atë mas të duhur. Për shkak se për më dash më u bën sudika, njerëz janë vetëm të zgjedhur, ti vetëm je numër dhe mund të kalosh atë vetëm sa për sy faqe që thot populli. Po s'moj men që kom kry punë pa korrupcion. A je duptu? Nuk di një punë që e kom kry e s'kom dhënë për shembull korrupcion në mënyra të ndryshme. A din? Privilegja, stimulem, diçka ndryshim, diçka mja boni të mira, qysha, se kushtet qesin, a jetu kuptu. Ta qëtë kusht ta imponan, ta avnon ranin që diku, a jetu kuptu, s'ta kryn punën, edhe ti dosh me gjetën, para une njerës që ta kryn punën, në përmes një tjetër, edhe pa tjetër dosh me shku, me kry punë, se për ndryshë ju, e 3 dora, i 4, për shama, zdjes, për shama, te une kusht ta kry, hajtë unë ta kry punën. Hajtë jetë, jo, aja kry në atina, edhe te të kry punë, ti pa e shpërblys, ta kry punën kërkosh. Pse, për shumë, ai ka drejtë, thotë, valla rrogën 150 euro. I believe that the greatest areas where there's a lot of petty corruption is in the fields of health and education. Why that should be is to do with history and expectations. They need to be changed. For gross corruption, I think the areas of concern are construction and building works.
There needs to be more systematic and effective preventive work there. Сибасте, цели сегмент është më i korruptum në Kosovë? Gjitha institucionet, të një spes sindikatës ku ju mëna, të sindikata është më korruptum janë në Kosovë, tani edhe qeveria dhe resurset tjera. Gjykatat me nej. Gjykata? Unë me nej që është mendimi jam është. Иако Бугарија заедно со Романија се придружија кон европското семејство во 2007 година, факт е дека најмладите земји членки на Унијата мораат да извадат уште многу долг пат, за да можат да ги задоволат сериозните стандарди на Европската Унија кога станува збор за спроведувањето на антикорупцијските реформи. Овој процес од страна на Европската комисија во Бугарија беше оценет како многу бавен и неадекватен, особено во сегментот на судството каде недостасува иницијатива и професионален капацитет. Бугарија ќе остане запаметена како првата земја членка на Унијата против која биле воведени конкретни санкции поради злоупотреба на фондовите предвидени за помош. Токму поради тоа, во Бугарија оваа програма во 2008 година беше укината и суспендирана. Бугарската влада сега спроведува посебен акционен план за наблюдување на препораките и стандардите на Европската Унија за контролирање на корупцијата во државата под будното око на Европската комисија. Како влијаеше врз имиджот на Бугарија суспендирањето на програмата на Европската Унија за помош по откривањето дека постоеле злоупотреби? Много тъжна история с суспендирането на европейските фондове. Още по-тъжен е факта, че България така все още не успява да усвои голям процент от тези фондове. На практика, може би суспендирането на тези фондове беше необходимо, за да се подаде сигнал към тези, които вземат решение, че не може така. От друга страна ми се струва, че суспендирането, освен като резултат от сигнали за нарушения, беше и резултат от липсата на капацитет на администрацията да поеме своите ангажименти и ефективно да разходва тези фондове. Един от новите подходи, които са свързани в момента с провеждането на реформата, е точно създаването на един нов орган за борба с корупцията, наричан БОРКОР, от борба с корупцията, съкращение. За съжаление, той е твърде нов и все още за никой не е ясно точно как ще противодейства на корупцията, но това, което ми се струва много сериозен недостатък по отношение на всички комисии, които в България са съществували и съществуват, е обстоятелството, че никой от тях няма разследващи функции. Тоест, реформата при противодействието на корупцията, разбира се, освен с едно адекватно законодателство, освен с политическа воля за справяне с корупцията от страна на институциите и правителството, би трябвало да върви с едно по-адекватно и по-бързо разследване на корупционните престъпления. Струва ми се, че това е един от проблемите. Од забрзувањето на процедурата за добивање возачка или градежна дозвола, преку обезбедувањето, подобар прием и третман во државните болници, па се до манипулирање со враќање данок од државата. Просечната сума мито што грчките граѓани ја плаќале се движела од 1300 до 1600 евра. Извештајот на Transparency International потврдил дека во периодот 2009-2010 година вкупната сума која што граѓаните ја плаќале за корупција на различни нивоа се покачила за 39 милиони евра. Сега со намалени плати или замрзнати, повисоки даноци, но и повеќе години до пензија. Овие се мерки кои што на Грција не и дозволуваат да потоне во океанот од долгови. Грчките граѓани како нокаут ја примија информацијата дека плаќале мито за сите близу 1 милиарда евра годишно од доктори, адвокати, јавна администрација па се до владини функционери. Иако Грција е членка на Европската Унија повеќе од 30 години, таа по нивото на корупција е полоша дури и од најлошите Романија и Бугарија. Имено, ова може да послужи како пример за кандидатите за членство, дека да се биде дел од европското семејство не е ниту привилегија, ниту волшебен фактор, кој ќе ја избрише корупцијата и сите проблеми поврзани со неа. Η έκταση της διαφθοράς στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει οπωσδήποτε μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας ίσως από τα τελευταία 30 χρόνια. Υπάρχουν διάφορες έρευνες που το δείχνουν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν διεθνείς έρευνες της διεθνούς διαφάνειας οι οποίες μας κάνουν κατατάξεις
Την τελευταία έγινε το περασμένο Νοέμβριο, όπου εκεί μας έδειξε ότι η χώρα μας είναι η χειρότερη από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς επίσης στη χώρα μας κάνουμε έρευνες, από τις οποίες έρευνες όμως είναι πολύ πιο αναλυτικές, γιατί κάνουμε κάπου 6.000 ερωτήσεις, 6.000 ανθρώπους σε όλη τη χώρα, κυρίως για να δούμε το πόσο μεγάλη είναι η διαφθορά, αυτή τη μικροδιαφθορά που λέμε. Όπου κάθε χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια η διαφθορά εκεί μεγάλωνε και ήταν ένα ανησυχητικό πρόβλημα. Θα πρέπει να ομολογήσω όμως ότι η τελευταία που έγινε τον περασμένο Απρίλιο έδειξε ότι για πρώτη φορά είδαμε μία μείωση στα περιστατικά της διαφθοράς για 2 βασικούς λόγους. Ο ένας βέβαια ο λόγος είναι ότι υπάρχει οικονομική κρίση και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση άρχισε σιγά σιγά να προσπαθεί να κλείνει τα περιθώρια για διεφθαρμένες πράξεις και επομένως ο συνδυασμός αυτών των δύο έφερε κάποια βελτίωση τουλάχιστον προσωρινά. Η Ελλάδα έχει ένα σύστημα εκμεταλλευτικό που στηρίζει πράγματι στη διαφθορά. Δηλαδή, ότι σήμερα μια εταιρεία για να διεισδύσει σε ένα χώρο μπορεί να δωροδοκεί ή να δίνει μεγαλύτερους μισθούς, αυτό το θεωρούν επίτευγμα, δεν είναι διαφθορά. Να μπορεί δηλαδή να προσεγγίζει αγορές καινούργιες. Και φανταστείτε ότι κάθε χώρα που έχει κάποιες τέτοιες εταιρείες που δρούν σε αυτή την κατεύθυνση, ότι φοροαποφεύγουν. Δηλαδή φοροαπαλλάσσονται από αυτό το πράγμα που κάνουν. Είναι σύμφωνα με τον καπιταλισμό, θέλει μια διαφορετική οικονομία που θα στηρίζεται να καλύψει τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι να κερδίζουν κάποιοι. Σχεδόν όλοι πληρώνουν για το δίπλωμα, για την άδεια οδήγησης. Είναι στάνταρ αυτό. Είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν πληρώνουν. Τώρα, άλλες υπηρεσίες είναι στους γιατρούς, στα νοσοκομεία. Αν θες, ξέρω εγώ, ένα καλό κρεβάτι, μια καλή θέση σε ένα νοσοκομείο, σίγουρα πρέπει να βάλεις το λεγόμενο φακελάκι, όπως το λένε εδώ πέρα. Ποιοι τομείς, κατά τη γνώμη σας, είναι οι πιο διαφθαρμένοι στη χώρα μας? Η πολιτική. Υπάρχει τεράστια διαφθορά. Κλέβουν για το τίποτα. Βέβαια το λάθος έχει να κάνει και με εμάς που τους ψηφίζουμε ξανά και ξανά, αλλά προσπαθούν επειδή να σουρουφίξουν ό,τι μπορούν. Όσο μπορούν να αρπάξουν, αρπάζουν. Ό,τι περνάει από το χέρι τους. Και το ίδιο ισχύει και στα μαγαζιά. Δηλαδή, τυχαίνει να αγοράσεις κάτι και σου λένε θα σου κάνω μια έκπτωση, δεν θα κόψω απόδειξη. Όσο μπορεί ο καθένας να κλέψει, κλέβει. Εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα στις φοροδιαφυγής, το οποίο δημιουργεί και τη διαφθορά, είναι στα λεγόμενα ελεύθερα επαγγέλματα, 2 κατηγοριών, ελεύθερα επαγγέλματα όπως είναι γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, πολεοδόμοι και ούτω καθεξής. Και το δεύτερο κομμάτι είναι οι άλλοι ελεύθερα επαγγελματά, όπως είναι οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί και ούτω καθεξής. Υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή εκεί. Και επίσης κάποιες από τις μικρές επιχειρήσεις οικογενειακές, είτε είναι εστιατόρια είτε άλλου είδους. Αυτή λοιπόν είναι από εκεί προέρχεται ένα μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Επομένως, αν είναι ευάλωτοι υπό την έννοια θα τους πιάσει το κράτος, εκεί θα πρέπει να εστιαστεί. Πέραν από τα μεγάλα σκάνδαλα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλουμε και από αυτό είναι ένα άλλο διαφορετικό θέμα. Знаеш, Нора, очигледно дека ние Европската Унија не е имуна на корупцијата и придружувањето кон европското семејство, впрочем, не представувал волшебен куршум за нејзино уништување. Но исто така се покажа дека Европската Унија има ефективни инструменти за контрола и за спречување на коруптивното однесување на новите земји членки. Да, но сепак членството во Европската Унија нема да ги избрише проблемите, Нора. Тоа подразбира одговорност на долгорочни, трајни и издржливи стандарди. Но чинам дека се согласуваш дека ние разбивме уште еден мит, нели? Факт. Вие сте одлични кандидати. За жал, само еден може да биде дел од екипажот. Еден ќе оди и ќе биде добро платен за тоа, но нема да може да се врати на земјата. Колку барате да бидете платени? 1 милион. Сакам да ги оставам парите на моето семејство. Кои се вашите барања? Колку барате да бидете платени за неповратниот пат на Марс? 2 милиони. Би сакал да оставам 1 милион на моето семејство, а 1 милион да донирам за унапредување на медицинските истражувања. Колку вие го проценувате вашиот живот, знаење и жртвување за човештвото?
3 милиони. Зошто толку многу? Многу повеќе од другите. Така се работи кај нас. 1 милион се за вас, 1 милион ќе задржам за себе, а 1 милион ќе му дадеме на американецот и ќе го пратиме на Марс.